Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Јургиевски. Боже, колку влюбена, влюбена, занесена, бегам јас од овој живот, со него ќе најдам друг. Тој ме носи прегратки, тој ми шепоти златни некој свој сказни неповторливи. Кога одам кај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо. Звезди, изгорете ме, ветро и разнесете ме. Река златна безкрајна, градиве ми тече. Боже, колку влюбена, занесена, бегам јас од овој живот, со него ќе најдам друг. Тој ме носи прегратки, нежно тој ми шепоти златни некој своји сказни неповторливи. Кога одам кај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди, изгорете ме, ветро и разнесете ме. Река златна безкрајна, градиве ми тече. Кога одам кај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди, изгорете ме, ветро и разнесете ме. Река златна безкрајна, градиве ми тече. Звезди, изгорете ме, ветро и разнесете ме. Река златна безкрајна, градиве ми тече. Силви Владко и Силви Бенд! Добре дојдовте, браќе од стари синтесајзерот и придружени се. Добре дојдовте во денешната петочна дружба со голем повод и со убав муавет и со многу музика и верувам убава забава до самиот крај. Да ги поздравиме нашите гледачи официјално, да им посакаме убав остаток од попладнето, бидете на Телма, надвор врне, можеби некаде има и невреме, но во секој случај се надеваме дека нема да има никакви последици или штети.
како оние што Европа ги Да, ги така е. брои. Така што ќе се посветиме на забавата и ова попладне, 5 точки денеска, а кога ги имаме Силви Бенд, па дефинитивно очекувајте дека ќе биде забавно и Така е. распеано, впрочем како што и почнавме. Ќе се потрудиме. Се знае ние каде што сме мора да има Така забава, е. журка, расположение. Морам да ве прашам при да кажеме официјално шо како ангели ме носат, ако добро паметам е на Драган Вучич. Драган Вучич од Макфест. Макфест 91 Така е, година. да. Знам дека ја пеевме тогаш кога се гледаше Макфест така дома, нели со сите салтанати, ја пеевме сите, ама никој не успеваше да ја испее. Мојабетот ми е како дојде до тоа баш Силви Бенд да ја изведе. Ангели ме носат. И убаво е малку да се подсетиме Тина, да го спомнеме и Драган И Вучич. навистина убаво прашање, ми е наистина драго се тој затоа што нашите заслужува почетоци. оваа Така е. приказна. Владко и јас настапувавме во тоа време, бевме негде пред крај студенти на Музичка академија. Веќе почнавме да музицираме во живо секаде по кафулињата по Македонија. Настапувавме на едно култно место во Адвокатската улица кај Алтанче. Да. И таму ни доаѓаа сите колеги, доаѓа од МОБ сите артисти. Имавме прекрасна публика и некако се прочу дека таму на едни многу добро свираат. Едни, не ни бевме нешто познати. И таму дојде и нашиот колега Драган Вучич со кој што се дружевме, се познававме и слично, и дојде конкретно со понуда за Макфест, со идеја да јас ја испеам неговата композиција. И тоа секако за мене беше навистина убав предизвик. И мада морам да кажам дека веќе бевме на емисијата оваа сабота. Нели? Така да, здравата, Сабота пред недела, леле журка дебела. Да, една прилика се подсетувавме на утринска вања. слушам, а прво ти беше плейбек, па се сам устала. Нема плейбек Силви Бенд кај што е сега живо. Да не се обрукам бе Силви. Има ли глас овде или не? Добро, браво, за вас супер сте. Видиш баш што ми е памтиме, драго. видиш што ти Одлично, беше да. тогаш. Всушност тоа беше наша прва композиција со која што мислам да Која официјално имаме шпицата на снимена. оваа Да. сабота. Македонија Балетна бада. гула бел и Да, потоа Македонија Ангели бада. ме носат. Да. Прв фестивалски настап на кој што Многу впечатлив, многу беше многу све беше. впечатлив, со многу ентузијазам. Бевме млади, тоа беше прв фестивал на кој што Владко и јас настапувавме. Јас се сеќавам и додека ја снимавме песмата, дека колегите во самото студио има прекрасни реакции. Еден дури од нив, мислам дека Љупчо Мирковски кажа, ова сигурно ќе биде една од наградените композиции. Ова И енергија. така и би. Така Се сеќавам на прекрасен букет цвеќа со кој што дојде Драган потоа да се заблагодари и да онака не ни знаевме во тој момент колку ангели ме носат ќе не обележат, колку ќе станат синоним за нас и колку всушност еве не следи таа композиција 35 години, колку така е. што е веќе и И не нашата само кариера. вас, него и кога ќе се спомнат нели македонски хитови евергрини, дефинитивно се вбројува и оваа песна. И нема кој не ја знае, така да. Апсолутно, Така е. Одлично. И ни една одлично. журка не пројде без таа песна. Секако. Ма и не само ваши нарочно нема журки, да туку испееме, воопшто. нема шанса да те пуштат луѓе. Мора, Владче. А ја мислам дека и другите пејачи кога пеат Да, или ја кога изведуваат, настапуваат и имат, изведуваат да. оваа песна заради тоа што Да, една од беше оние еуфорија кои што- тоа време и песната и кореографијата на Силви Тоа Патисчиња ја е. изведува по приредби и така Кажи ми натаму. само Силви доби награда за најдобра интерпретација или Најдобра, победа? тогаш Екран доделуваше, А, списание Екран добро, доделуваше да. награда за најдобра вокална интерпретација. Тоа беше едната награда, а другата беше и имавме и од публика и Да, од жири. и беше вртена, највртена Највртените помеѓу тоа двата е фестивали. Да, фестивал. последна Како година поголем беше успех во тоа на најслушана фестивал. помеѓу двата фестивали. Да. Еве, уште еден само интересен Ајде. момент ќе кажам во врска со Ангели ме носат. Таа година победија на Макфест поп дизајн од Словенија. Да, се сеќавам. Се дружевме прекрасно после фестивалот нели на автерпартито, па и следната година доаѓаат повторно они, тие, ние ја испеавме Како да научам да не мислам на тебе,
која што исто беше многу убава композиција. И повторно они добиваат некоја награда. Но ни приоѓаат, не гушкаат и викаат, сега морам на српски, што се нас тиче, ви сте повторно поново победили. Така да сме некако морални победници, да кажем. Добро, никој работи морале да се направат Да, морални. меѓутоа најважно Обично е и на фестивалите, секогаш оние кои што се морални победници го имаат хитот, нели? секогаш е така. Што исклучоци сега да ми ни замерат? Народот е најголем победник. Така е. Кога ти ја пее песмата Така нонстоп. Еве 35 години не се заборавила, ни таа и уште рид песни на Ајде, сега сме на 35 години кариера, ќе чекај се да кажам само, обележува. чекај, 31 јули, вели, под звезденото небо и во волшебниот амбиент на Античкиот театар во Охрид следува ексклузивен концерт со симфониски оркестар кој ќе ги спои традицијата и елеганцијата во една незаборавно музичко доживување. Вау! Како убаво кажа. Кате си рече. Морам да признам дека Антички театар е голем залак. Така Така е. е, нели? За мене е единствената сцена во нашата држава Да. на која што треба да се представите, како што треба. Предизвик. Машки. Така е. Предизвик и навистина многу сериозен чекор и затоа онака сме и се подготвуваме и имаме малку и Интензивно. трема и ние сметаме дека овој концерт, бидејќи е јубилеен, бидејќи се работи за 35 години за окружување на една навистина долга и Кариера. успешна кариера, би требало навистина да ја одржиме, да го одржиме на такво место, а и ние да го доживееме тој простор како артисти на сцена, не само како публика. Да. И некако разбирливо тоа да биде Охрид. Така е. Така да разбира. се Така е. подразбира. Таа енергија е посебна охридската, Така е. која што од таму е всушност почната и љубовната романса и гулабот кој што ја носи љубовта до целиот свет. Така е. Со лет на Гулаб Бел, всушност првата официјална композиција што ние сме ја снимиле од господинот Димитар Масевски. Јас направив кој еден што не интересен спори. аранжман со бранови како удират во вода и така е замислено да не откриваме многу. Да, Дека да, дојдат добро. Да. Јас само морам да кажам, Нашите Ама тоа сепак треба да се доживее, така Мора да се да доживее. раскажуваш Да. секој да откриеме. Таа магија мора да ја Така, доживеете така, таму на така, сцената. така. кога сме кај Охрид и таа приказна, сидиме на чаршија, во првото кафуле, нели тука, и сега тоа, не знам како се викаше тоа местото каде што Силви Бенд беа секое лето. И сега нели, се сеќаваш на која? Да, да, на шеталиштето На шеталиштето на Да, Ќошот на први. Жигало се викаше, Така, да. И сега не знам, сидиме со пријатели и некој од нив, са не ги познавам другите луѓе, ама нели се пријатели на пријатели и вика: глеј, овдека Силви Бенд пеа и ние, мислам, И вие. секој има по една приказна за Силви Бенд на тоа место со Охрид. да. Така што Да. на вистина, колку Многу години? љубови се Колку Многу години, Добре. многу. Од како, бидејќи Владко и јас на почетокот настапувавме многу по Јадранот. да. Тогаш бевме на Југославија и На наше море, што меѓутоа би на рекла. наше море. Да, Меѓутоа да, кога ни се роди ќеркичката, за да има кој да ја чува, ние си останавме во Охрид некако и таму ни беа летните сезони во главно, во Жиголо, но последните години, и на вистина многу години, под Муренка. Тоа е култното место во на самиот плоштад. Да. Едно од Градска најубавите, кафана, што би рекле, градска, што го има на сите незаменлива. светски туристички Да. места. Да. Бевме права атракција за сите странци да се представиме со квалитетна и професионална музика. Не да има турбо фолк и не знам што, него да има тоа што треба. Така е, да. Да се вратиме на концертот. Да се вратиме, да. Симфониски оркестар, што значи Пробите ова веќе сега? течат, Пробите така. течат. Тоа Да. значи Во следно, полн состав или што е? Како? Тоа Во полн состав, веќе да. едно 4-5 години е смислен тој перформанс од моја страна. Добро. Кога беше короната, сите вика како се влаче добро, и он вика, бе, нормален е добро, вика. Затворени кафани, О, тоа ништо живее. не се погоди. А мене не да време. ми се погоди, го стокнив 8-миот албум, Добро. си испеа Силви све и си пишував ноти 2 години. Да. И смислено што е А тогаш. ти пишуваш ноти за симфониски оркестар? Да, да, мора. Прва Браво, виолина, втора браво, виолина, виола, браво. чело, контрабас. Ти ги значи, пишуваше за сите? Да, за сите јас пишам. Тоа е бога ми макотроп на работа. Да, Мако треба 2 Па да години се работа. знаеш што учевме. така е, така Да, е. и многу ми е драго и мерак ми е горчум на тоа што конечно ке ангели ме носат, да, убаво звучи вака, нели ова беше Но живо со све. симфониски Колку оркестар. беше убаво Позади. вчера на пробата. Ајде, кажи. Да, прекрасно. Јас, бидејќи јас бев спретена на кај нив, а они пред мене, јас како да сум диригент. Да, се уживаше цело време. Да се слушаме од озвучувањето. И уживав. Значи,
како која линија ќе дојде од кој инструмент, ја на том се вртем ваква воодушевена, цветав просто. Задоволство е да се настапува со толку луѓе позади вас, кога знаете дека сите се тука заради вас. И звучеше многу убаво, наистина. Исполнете оркестарот со најјаките музичари од државата. Пола музичари ни се од МОП, пола ни се од Академската филхармонија. А, вие ги спојувате? Сакам да, ние сме космополити во секој поглед. Значи нема сите со една убава енергија. Ане ни пее пратечки вокалите. Ане Костадинов. Да, она секојаш си е со нас. Така една убава атмосфера имаме. Супер. Многу убаво сме биле на милион програма, она што го доживуваме. Морам да прашам нешто за Силви и за Владко. Секогаш знам дека ќе се потрудите да биде и костимите да бидат нешто што значи вие и тоа И дали ќе биде поделено, да речеме, во различни сегменти, односно дали само ова поп музика, Многу се убави прашањата на место место. Овака, би започнала од тоа што ако смеете да откриете или колку Смееме, до негде Па реков не само прекрасната соработка со Елена Лука, јас нели искрено се надевам дека и понатаму ќе не подржува. Да, и верувам да он Како искрено се надеваш? Не, се надевам дека и понатаму. Апсолутно е зад нас, стои, не поддржува и јас сум многу благодарна за тоа. Значи се шие специјално фустан за Силви за Затоа што концертот. пред се е жена која што има многу истанчен вкус за мода и за естетика, но применета на жена. И тоа е она што мене многу ми се допаѓа и имам апсолутно доверба во нејс. Така да многу се радувам. Значи што и да ми направи, јас ќе го носам. А не знаеш? Тоа е сега малку тајна. Три точки рековме така. 3 точки, добро. Јас само би се надоврзал. Доколку гледа, јас благодарам од срце, фала многу навистина. Секако. Добро, и да откриеме што се носат до песните, нели? Да, Сегментите нормално, ќе биде бидејќи поделено. сме ние поп бенд кој што еве 35 години екзистираме токму така. Првиот поголемиот дел од концертот ќе бидат токму тие композиции, поредени од прилика по хронолошки ред, како што и се одвива, како што се појавува. И нормално дел од концертот ќе бидат опфатени нашите два проекти Коштан и Ромален кои што се навистина многу важни и големи проекти кои што ни обележаа кариерата. Така да со големо задоволство ќе го имаме и нашиот Илија Струмениковски, кој што е главниот лик во Коштана. Пазиме на сцена како и секогаш многу. Многу се радувам и сум многу почестена со неговото присуство и со негова се уште добра волја да го работи тоа. Браво. И ќе остане ли тоа снимено, зачувано, Мора да издадено? Тоа се секако планирали? мора да се сними тоа. Не знаеме уште Грефа кој ќе да го не, сними. да не се меѓутоа, Зборувам аудио. во преговори сме, аудио, видео мора да има тој концерт, затоа што Тоа е мора да има, да, врвот на нашата кариера. Нели, така е. Се уште сме во преговори да видиме кој ќе сака Да го сработи да го сработи тоа. Навистина А нешто како великолепно. носач на звук, како Ќе има тоа, CD обавезно. од И концертот? аудио и видео. Би сакал бидејќи навистина ќе ги застапиме сите сегменти, како што рече Силви, од нашата кариера. Во 35 години нели имавме ни 2 албуми плюс Коштана, од него ќе има малку сега. неколку numeri. Секако. Ромален со целиот ансамбл кој околу нас. Да го направиме и аудио и видео како што треба. Така е. Добро, и сега И ние заслужува. секогаш ги поттикнуваме нашите уметници изведувачи. Тешко е, нели, да се изорганизира, да се најдат средства, финансии, тешко е да се почне. Да. После тоа е многу лесно и гладко Така е, оди. Прашањето ми е и логично, нели, се Охрид, вашиот Охрид се. Дали ова можеби ќе се случи во главниот град, нели? Скопје? 35 години се обележува, не е малку, публика има Таков е многу. планот. Ние искрено се надеваме дека ќе добиеме поддршка. До сега за жал немаме поддршка, сами го правиме ова. Фала Богу, улета малку општина Охрид. Моја благодарност, колку толку. Јас. Така. Понатако одам јас самиот како менаџер, ја терам работава. Имаме поддршка од ПСС од Скопје, нели ни помогнаа некои пријатели со фирми што имаат
Блажот, Убаво е да се Кавадарци. спомне тоа дека нели Да. нашите изведувачи се Да, ордни за Да. презентација на се оно што го работат и така натаму за организирање на концерти. Но Да, да. многу тешко е да се Мене ми помагаат нашите пријатели кои што имаат добри фирми и влегуваат со некои средства, Да. како што кажав, ево тука. Но тоа не се например, долно ниво, тоа Скопска да се фирма е договорим. после овие што се Да. нели за да, технички јасно, преглед, јасно, да јасно. помогна, јас морам да се заблагодарам на Виктор. Така е, да. Имаме една од Куманово еден пријател наш Иван се вика, има шпедиција, тој ни помогна многу од Кавадарци исто пријатели. Но битно е да. дека Значи, воглавно луѓе кои што ја подржуваат нашата Кој што се музика. мацени, Да, нели? да. Мецени. Да, како што и Од секогаш нашите битно класичари да. секогаш имале мецени кои што ги подржувале за препознале нешто Да. што е вредно и што треба да остане и да се подржи. Еве така и ние, да не ги нарекуваме модерно спонзори, Да. нашите мецени и навистина сме благодарни бидејќи колку и да сме квалитетни или да имаме што да презентираме без таква подршка не е нормално се изгодливо. тоа, Така е, се да. тоа е трошок. Ние Така со е. заеднички сили, ние ќе го направи Охридскиот веќе е во ек, таму, Да, нели? да. Да кажеме дека Тоа ќе карти ми биде лепе. веќе пред месец дена се продаваат и во нашата кариера до сега не се случило 2 месеци пред концерт да има продадени карти. Браво. Сега точно тоа се случило. А кој сака може уште од сега да се резервира на ticket.x.mk. Браво. Добро. Може да си фатат убави места. Така е. И така, а да го сработиме ова со Божја Да, помош. да, јасно. Понатака, Битно идејата постои. Идејата ние дека и Скопје мора заслужува уште еден заслужува концерт. и јас, ако немаме друг помош, ние го правиме со собствени средства и скопскиот. Да. Добро, Ќе се аплицираме ние Убаво е пак. да се спомне, јас и намерно го Да. спомнев во емисија, убаво е да се Да. спомне да се поттикнат луѓето Да малку кажам дека ние разбудиме- повторно ќе се Да. аплицираме во Министерство Па, за добро, култура. да, нормално. Добро. Ако сметаат дека треба да се Ако поддржи, сметаат, нека подржат. Ако Ако не, не, ние вие- пак ќе се го направиме. Па, Така сега, е. точно е. Мислам дека брендот е македонски, 35 години трае. Да. Мислам дека наистина заслужува. 8 албуми направивме. Да. Секаде со нашата држава ја представуваме до Германија, до странство, секаде ние сме македонски бренд. Така е, се Така е, служуваме. така И е, некој во не се право служува. сте. Да. Ја би идел малку за да разбиеме со Муаве Кој да сум игра, јас? па после малку со Ајде, овие интересни наопачки, прашања. добро. Наопачки. Силви, дали смисли која личност ќе биде Владко? Тоа може да. Ето така, пиши му. Драги гости. Владко, Вака, нема да Владко, гледаш? знаеш како се кога вака правиш да не видиш? А, и добро, пишеш? добро, Така. добро, вака. На широко, на долго, треба како да сакам, биде така. Значи, личност, личност која овде што напишана општо позната, и овде популарна, вака треба да ја нели, стави да посилна, да знае ги стави Добро, ушима, да. окей, Готово, окей. повелата, па после Добро. личното и го пекалцот ти го даваш на Силви, затоа Нема што вeze, овие нашиве се организација. се нераспишани. Чина? Тоа пишува сега. Преска не. Ова пишува одлично. Добро. Добро, Ова треба да вака биде сега. Силви. Да, ова треба да биде Силви вака. А, Ајде, добро. Силви, Ајде, повели. Силви, пиши. Добро. Па после ќе... Да. Интерес, од секојаш имавте интересни игри такви. А види, не, јас со Секогаш любезно. правите магија во емисија. Браво, ми се допаѓа. Многу добра екипа сте, веќе ние сме долго време години на телевизија и знаеме кога има некоја емисија, добра нова магија. интеракција, магија. Да, Кога стално има една волшебна магична атмосфера во Фала емисија ти, што си Владко, фала смислувате. ти. А башка сестра ми си, морам да те Ти пофалам. сестра што ќе правиш? Сестрата поза. Така е. Не читај. Не читай. А, не мога да не гледам ја, Си е, не. Владко. Ја немам на грбов очигао ти што имаш. Жена не да, Да, бе, те разбирам. Она ми се знае што напиша. Кај оди ова? Види си. Кај него на чело. Остава веднаш? Да, да. Дојди вама? Види колку е фер. Не, Сврти сврти се на на него мене. на чело. Да не речиш после как гледаш. Така. За да биде поинтересно Добро, некако добро. тоа. Треба сите тоа да го гледаме. Така, ќе си Добро. намести, Добро, добро, окей. битно е. Научари ме. Одлично. Значи, кој треба да бидам јас, така? Да, Тоа си ти. Аха, добро. Ова сум ја, А, Силви. ова е Силви. Силвија, тоа што и напиша ти. Добро, окей. Ајде. Што ли ми напиша, Како си леле? сакате така? Дали напоредно? Дали прво едниот, прво другиот? Со тоа Не, што нема ќе ми да одговорот мислам, треба да биде не. со... Дај, со Ние не. сме многу интересни. Ајде, Сме многу интересни. За такви работи што ви да дај. само Значи, Добро. да заврши добро игра. кој први? Сакаш ти да погодиш кој си? Ја да погledам кој се. Ајде, кажуваш, Ајде. прашувај. А дали сум машко?
Машко си. Да, значи само да или не. Да. Добро. Да. Така може со да и за не. Добро. Дали сум музичар? Да. Добро, музичар сум. Дали сум клавиатурист? Не. Може би помалку, али не си. Не. Да. Пеам странска. Од кај знаеш? Па знаеш, според прашањето. Добро. Значи не си од Македонија. Не си од ајде. Не сум Не си од од Македонија. Не. Помалку и клавиатури свирам. И жив си. И жив сум. Не сум сигурна дали е жив. Ја не сум Жив. жива. Добро, ајде, Ама нека овак жив. со клавиатури е помалку, така? Не. Да, не, значи Не, не смети дека си не клавиатуриста. смете на тоа. Добро, окей. Ќе те зезне. Значи да не ќе ме зезне, да. Да. Добро, треба да откриеме уште нешто. Ајде да прашаме. Па не можам јас да те прашам сам, Не, треба за да тебе, погодиш. за тебе. А може да измениш може, на може, него? да. Може и така. А јас сум женско, Не. Машко сум, Машко сум. пејач, музичар или? Музичар Само да се да. поправам, изгуглав инструменталиста? починате. 22 август 2023. Добро. Ој што си ти. Да. Добро. На 80 години. А инструменталиста сум, Па може да се каже, пејач, може да се каже. значи Машко сум. Машко си, да. Машко, музичар, пејач, така? Па и пејач, да. Гитариста. И гитариста. Добро. Машко, музичар, пејач и гитариста. Џорџ Бенсон сум јас. Како говори да се млада? Тоа веројатно нешто те... Џорџ Бенсон ни е Има омилен приказност. артист, фамилијарно. Добро. Инаку јас сум порастена со Џорџ Бенсон, мојот брат е гитариста и тоа тип на гитарист како Џорџ Бенсон свири во октави во главно неми, сола. И тој ни е омилен артист, многу го слушаме сите. Тоа го пренесовме дури и на нашите деца. Моите внуци и мојата ќерка сите го слушаат Бенсон и онака во секое возило наше фамилијарно кој ќе влезеш, Џорџ Бенсон. зборува ми за брат ми и за нас се слуша Џорџ Бенсон. Имаме ние на нашиот последен албум Добро. една композиција што се вика Како во сон. Бидејќи овие 35 години што ни помина како во сон. И тоа е композиција од братот нејзина, јас направив аранжман. Таа звучи оригинално како Џорџ Бенсон. Стварно. Она баш боса нова, со убав летен хит е тоа. Со еден убав видеозапис на Охридските плажи и така. Дури клавиатура во волата донесовме. Баш Така би да, сакала многу да сум интересно. Џорџ Бенсон. Па беше на момент. Беше, да. И затоа Да. мене ми беше инспиративно точно да е... Одлично, одлично и биде супер Џорџ се Бенсон. врза со... Добро, нели, ајде со сега да каза. побудиш Ајде да- ти да се обидеш да помогнеш. Ајде сега, ајде, уште имаш лик. Имам лик, ама И тоа избрав почината. лик, почината, избрав лик по кој што би можел да се препознаеш. Еве ти помагам. да, добро јас. Дури- Рековме 80 годишен. На Да, 80 години починат. да, странец, пее. И познат. Е Да, многу помалку асоцира на тебе. Една другарка моја сакаше да се слика со тебе. О, добро, јасно ми е. Добро. Кој е? Тото Котуњо. Тоа беше вака, Сикице, а можам јас да се сликам со Владко и да кажувам после дека се сликав со Тото Контуно? Ај, супер. Види, одлично. Одлично. Ќе ни остане време за Задоволни сме. некоја прашање? Имаме време. Ајде, добро. Ајде, сега интересни прашања, Имаш некој? од Ја интересни одма имам ситуации. Па не, ја би сакал да се надоврзаме на оно што го зборувавме надвор, Добро. така да ајде во тој контекст да продолжиме, може ли? Што се однесува до возбудата во несекојдневни работи, луди работи кои што до сега ги имаш да. направено. Например, па ова луда железница. Да, Никогаш не викај никогаш. Како беше тоа? Ќе Така? поставуваме и такво да. прашање, нели, нешто Добро. несекојдневно, нешто лудо што го имаш направено во животот. Веројатно тоа ти се бројува во... па не само тоа. Имав јас некој така. Иначе сум многу импулсивна. Влетувам во ризик, например, да помогнам на некој без да размислам За колку последици. себе си ќе се ставам во ризик во исто време.
Среќа што до сега не било никогаш нешто многу страшно, а помогнало. Еве, пример. Ние на Музичка академија имаме хорска проба, Драган Шуплевски професорот долу на клавирот, ние нели во таа хорската сала, како амфитеатар ние, си седиме, пееме унајвеќе и еден момент пука радијаторот и врела вода, вака почнува да шикља право на нас. И професорот раце става голи на вентилот за да го ја спречи водата и само вика излегувајте брзо, викнете го домарот. Меѓувреме сите трчаат, излегуваат од сала, а јас во моментот догледувам една перница на тие клупи кои што седиме ние, земам перницата и одам кај професорот, му ја дам за да ги заштити рацете. И он онако, вау, како ти текна. Ете, наверојатно беше луда, али помогна во моментот многу. А овака лудори, да, многу сакаме лудори разни. Си авантурист, така и банджи, не знам, параглайдери. Па толку не, параглайдер не, влако, тоа може, ќе го кажем. Сега ќе кажеш. Да. Инаку, еве, Луда железница, например, тоа да, еден од најубавите денови во мојот живот беше кога со моето семејство Мучич, бевме фамилијарно, сите заедно со нашите веќе возрастни деца, во Фантазија Ланд во Келн, кој што е како Дизниленд. Пандам на Дизниленд. Тоа е лудо, И нормално. Значи, цел ден бевме тамо, тргнавме онака полека од помалите, за да може и децата да ги анимираме, пошто имаме веќе и од внуците внуци. А од внуците внуци? Да, внукот мој кој што има 35 години и се он има синче. И одиме на прва луда железница, ја ми вика, таа Колорадо се викаше, вика, тета, ова не е страшно и Луки ќе се вози. И ја, со Луки ќе се вози, па можеме и ние. И седновме, вика, тета, празна, оди во прва корпа, зашто најубаво е кога си прв. Тоа беше катастрофа. А неговата супруга само ми вика, тета, you can screaming. И имаш она, а не смеш да се држиш, она мислам за фора, као, не си плашам. И кога завршивме после тоа на палачинки, прва тура, Владка вика, не одиме на друго. Остави се, многу е страшно. Седи си мирно, викаме, седи си мирно тука. Палачинка, бе. Вие качувате се на други, јас си седам овде А палачинки. фотка ви направи? Имаме фотка, имам и снимки. Ајде, во некоја прилика ќе пуштиме. Може. Ајде, Владко, ти сега освен параглайдер, каде е на параглайдер? Леташ? Со параглайдер летав у Охрид, од Галичица. Знаеш дека тоа мене... Тоа е фасцинантно, навистина, Да, меѓутоа фасцинантно е, страшно, меѓутоа многу е навистина. страшно заради тоа што мал витар може да направи голем Да, проблем. тоа со другар ми Виктор Меѓутоа, Боев. другарчето Виктор, кој што Тој е е... искусен параглайдериста, кој што ме се договаравме едно 5 години. Владче, ќе летаме, јас викам, добре, ќе летаме, некој, знаеш. И еден ден ми доаѓа во Охрид, во старата фамилиарна куќа, и ме што през Владче, викам ништо, седам, ајде. Да, тоа е многу интересна приказна. Сега вика одиме. Сега ќе летаме. Абе, викам, чекај, А па ми ние рече ништо не правиш денес. Ајде кога ќе летаме, Не, не. ние све. Те Ај прашам, не, утре, вика, заутре. те прашам дека сега ништо вака не што правиш. правите ништо. Не правиш. Сега. Сега му е Качиме мајката. од джипот на Галичица. Нема откажува. Леле. И тоа на што личеше, се качиме најгоре таму. Ама не знам како И се сега ми погледот го стави е тој параглайдерот. $1.000.000. Добро. И ми вика, сега ти трчаш со целата сила колку што можеш. Чека, ама веројатно, сам беше ти? Со него. Заедно. Не, па веројатно. Ама јас бев прв. Јас го да го летнам, јас. Обично така има он си Па има он е принцип малку така. повисоко, ако И не ми се вика, лажам. трчаш колку што можеш, и јас сум малку повисоко. Па добро, и да Вика, доживееш нели трчаш грешки. колку можеш со цела сила. И јас викам, трчам, да, ама пред мене 2-30 Провалија. метри и долу можда 8.000 метри, 10.000 метри, не знам. никак Луѓето мравки вака ги гледаш, а он ми вика, трчај во провалија колку можеш. И летни, нема И ти да продолжиш да Ја трчаш викам, во... ајде се, тоа е Да, тоа се, тоа е тоа. видно. Трчај, трчај. И одма леташ, птица си. И јас, леле, знаеш како незгодно. Леле, вика, ова ми е еден од најдобрите летови, вика, браво, фантастичен си, супер имавме полетување. Да. Каде оди потоа, кога лета над Галичица, каде одите од Галичица? Над езерото, Над малку на езерото, десно, добро. меѓутоа, он го заврти малку лево, а лево имаш карпи, планина, она и страшно тука е. малку е Да, непријатно. да. И он вика, сега сме птици. Да знаеш и навистина, убаво се осеќа. А како ти рече после брат, сега викај колку можеш. И кога стигнавме на едно 300-400 метри над езерото, вика сега го пуштаме во слободен пат. И тоа е катастрофа. Вика, и наеднаш го спушта и ти паѓаш едноставно, знаеш, со кој знае која брзина.
Им вика, викај што сакаш прави. Тоа не да викаме, нема шанса да не викаш. Урлаш да, ама ништо не те помага. Паѓаш директно. Тоа да ако Се у во глава. отиде, знаеш. Све у глава. Се у глава. И кога стигнаме на некаде отприлика 50 метри од водата, тоест има принцип, там го спушти и полека си се спуштиме таму. На езеро. Не, одма на езерото, Љубаништа, кај плажата што е. На најубавата. И јас нели со него се спуштаме и деца ме препозна, знаеш. И јас како се спуштам, деца аплаудираат со она, дали може одма како се спуштиме, капка крв во мене немаше. И деца викаат, може ли да се сликаме? А викам, може. Владко ли е камен ли? И од тука се појави, не знам дали го знаете, Славчо пееше во хорот на опера. Опера, да, Добро, колегата значи, наш. може едно ракијече? Како не може да... А може уште една, да. Деца се смеат, аплаудираат, се сликаме, преубаво. Пак се возел? Врхунецот беше, сега, а Виктор чека од нас за следно. И доаѓа Владка и вика, Сики, немој. Немој многу страшно. Не знам. Мислам, убаво доживување, стварно. Да, меѓутоа треба Кој да... има срце да проба, нека Се проба. решила на ваков? Па ако морам само. Ако не морам, мора да не. Али ако морам, сега не дај Боже, не знам, слободен пад се случи нешто, па падобран, па мораш. Аха, да. Да. Мислам за такви работи сум неустрашив. Ево, треба да спасам Малика, не дај Боже нешто. Да, а овака не. Сега, помлада може би. А Лори е години Ја сега не не сам би. да никогаш тинено. Па не, тој го правевме муаве, кога помлади години не размислуваш, викаш се, окей, сега помлади некако години. повеќе размислуваме. Да, За се. повеќе размислуваме. Јас како мал исто Ја многу таму се во Охрид имаме воодушевувам на скокано. сите тие така, Кај ама Свети Јован не. Канео, знаете. Да, на од стената. Карпа, без Таму, проблем. па малку не беше, па од зидот тука пред Свети Јован Канео. Сега да размислуваш, Нема ќе речеш шанса тоа да го ова... направам, али Сега ние ќе ви знаеш како раскажам, скокавме. Владко, јас свиревме, тоа беше Бока Которска Бока негде. Которска таму, дали се И имаше тука една плажа која што многу наликуваше на нашите охридски плажи, така избетонирана и со скокална. А јас, да, пливам, окей, тогаш уште не бев толку, сега сум многу послободна во пливање од како сум со Владко, бидејќи секоја година во Охрид се опуштив многу. Но тогаш беше уште само што почнавме се забавуваме и една од првите свирки. Ме убедува Владко, ајде да скокнеш. Јас скокав од плажата тука, од ивица, од бетонот, ама од скокалната 3 метра беше висока, сепак тоа ми беше голем залек. И Владко, ајде, гледај колкацки деца скокаат. Значи ја со мене цело време кога мене, јас пошто дечар сум и си скокаме заедно. А од прилика тука мештаните веќе не запозна, бидејќи свириме тука во еден ресторан секоја вечер и знају нас музичари из Македонија. Ја не, Владко ме убедува. Едва ме довлечка до врвот на скокалната и сега. Викам, срамота е, гледај, че ја скокат. Умеѓу време, јас се убедуваме тука, се Ама ќе тегнеме. трне, нема да трне, ќе трне, Цела нема. плажа седи и гледа. А овие публика, пошто А популарни таму е дечињата град, теме, се искачуваат и ја кажам, ајде, не е страшно, плюс. И сега ја, веќе еднака бесна, викам, у смрт, и за рака и Не заедно. држи за рака ја, ама не сама, за мене за рака. И како беше, Силви? Супер. Супер. Ама не Ја престрашив, не. А другиот момент како ме претходно имав лекции од него да скокам од бетонот во вода, али да скокам убаво. Сега ти се свиткани нозете, сега колба А јас сум скокна, перфекциониста, сега кажам даска како треба, скокна, знаеш. сега се утепа, сега овака и инструкции. Значи не знам кој знае колку пати јас скокнав изнова и последниот пат сите инструкции ги послушав и излегов со штрафта вака на лице, бидејќи толку се труде убаво да скокнам, што заринкав под дното, излегав овака со линија. Све е школа се, тоа. Ама школа е, се учиш, така е. И доста се луди работи нема више. Не, доста за прашање, пошто нема више време, не се едно прашање, но време. Па не сакаме нели две песни уште уште две да песни слушнеме, имаме, а и да ни остане малку време уште еднаш да се подсетиме на концертот. Па така да Така е. ајде малку да оставиме, Можеме, а имаме и премиера денес. Имаме и премиера, да. На крај ќе ја слушнеме премиерната. Новата, најновата. Новата, најновата, намерно ја ставивме чисто да ја најавуваме цела Може, емисија. може. Премиера на крај. Но сега одиме со Ме полудуваш. Ме полудуваш. Значи, Владко ја полудува. Ја полу, јас не готов се полуѓам. Повелете, ајде да уживаме. Сите ја знаеме да се размрдаме. Ајде.
Сега Владко ќе каже. Владко, која година ме полудуваш? 98 година. 98. Ако знаеш точно. И баш се појави некој таков топол летен период, бидејќи некако ме асоцира во тие летни горештини и се пушташе и си имавте можност да гостувате и да се слуша. Да, тоа го снимивме, ова е композиција на DJ Partiman, аранжманот го работевме јас и он. Овие прекрасни гитари ги освири Тоша Попсимонов. Што се сетивме. А текстот е на Дарко Мјалковски. Текстот е на Дарко Мјалковски. Оној кој што е преку барата. Тој, нашите пријателци, добарче. Браво. Така се споја коцките, направивме еден наистина летен убав хит, како што гледате, веќе 30. Да, баш онака летно, движи, опуштено, да, забавно е. И го ставивме на The Best of Silvi Band. Освоивме со него прва награда на Интерфест. Euroфест, устари. Euroфест, да. И така и награди за сценски настапи, имавме дечиња од Охрид, едни ни играја, многу. Се една убава енергија. Имам некој прашање. Сакаш да поставам или Некој нема реклами, ајде постави, ајде. Вика, доколку, ова не сме го поставиле до сега, вика, доколку можете да го снимите вашиот живот со некој друг, кој би бил тој? Со кого би се заменила? Ја не би се заменила со никој. Со никој? Не. Мојот живот е мој живот. Да. Тоа е мојот удес, Господ тоа ми го наменил и на тоа е чиј тоа. живот се восхитуваш, на Да, чија на кариера, тоа повеќе. кој лик е за тебе, да речеме. Има многу луѓе на кои што им се восхитувам и го почитувам делото и животот и Например? животопатот. Но, па не знам, не би издвоила никој, на вистина. Добро. Затоа што едноставно тоа сум што сум и се сакам себе си, го сакам мојот живот и спремна сум да го износам сето она што ми е како судбина на мене. Напишано. Да. Да, апсолутно истото го делам со Да? себе. Не би се заменил. Не. Добро, лошо одбрав прашањето. Можев и боле. Можев и подобро, така е, добро. Секогаш интересни И одговори која имаме би се на родила, прашањето. пак. Добро, ова сега Јас не би дека... ги избрала истите родители и буквално би сакала да сум повторно тоа што сум. Мислим, не би сакала да се родам повторно, но ако Да. тогаш би било така. Види, на се она успешно што се го направиле, не би ни требало да сакаш да се смени, него во друг контекст беше прашањето да биде интересно. Например, и сите тие на изглед фантастични животи, кариери, тоа што го гледаме околу нас. Така е. Секое нешто од тоа носи една друга страна која што можеби ние не ја гледаме во моментот. Не ја гледаме А јас сигурно. секогаш сакам да го гледам тоа што е позади, што не се гледа, што се Така е. чита меѓу редови. Така е. И сум свесна колку е тоа може би тешко, нели? И точно знам што сакам и докаде сум и како би сакала да е така да, окей сум. Топ. Вака се замишлям. Кате ти ако читаш само меѓу редови, што читаш? Дека и е супер во својата собствена кожа. Не, за Силви бре, во сценарио што читаш? Реклами! Реклами читај меѓу редови, бре, Кате. Силви и Владко ни се денеска. Имаме малку време. Имаме скроз малку време, Ајде. затоа што имаме премиера во продолжение, ви благодариме за тоа. И ќе имаме можност да чуеме најнова песна и впрочем уште еднаш би сакале нели да ги поканиме сите оние На кои што 31 јули, кажи. Антички театар Охрид. Така е. ticketx.com.mk онлайн. И во продажните мрежа на TicketX низ цела Македонија. Така е. А во Охрид И каде? во живо на площадчето сред чаршија, Кај Аждер. кај што има змии, кај што можете да се сликате, знам Аждерот кај, го држи да. тоа. Така е, нема Одма во проблем, живо така ќе е. си добиете карти и тоа е тоа. Така е, Да. готово. А сега, уште еднаш покана со сите 31 јули Антички театар ве чека Силви Бенд со 35 години кариера 35 години со симфониски оркестар. и хитови. Компилација на филхармонија и опера. На се. И сега за секогаш. Символично Фала ви. ја сакаме публиката за Така е. секогаш. За За секогаш. И ние ве сакаме и да Ние се ве видиме. сакаме. Да се Ајде. видиме за убаво Ајде. повторно. Одиме. Овој летен. Чао, сега како понеделник.